Ве поздравувам и посакувам Божи благослов. Еве влезе сестра Луиза, таман кога сакав да речам, папата умре. Поздрав, сестра Луиза. Сакам малку да евоцирам спомени од пред 20 години, кога умре Јован Павле II. Тогаш прогнозирав кој ќе биде следниот папа и интересно испаднав прав. Но беше дилема помеѓу двајца. Дори прогнозата ја имав објавено во интернет групата Светлост, што ја водеше Милош Богдановиќ за сите адвентисти по потекло од поранешна Југославија, широм светот. Прогнозата беше или ќе биде следниот, или ќе биде црниот папа. Тоа е неофицијално име за врховниот генерал на језуитскиот ред. Или ќе биде Јозеф Рацингер, кардиналот, кој што и беше избран подоцна, тој, како папата Бенедикт XVI. Интересно е што некого принудија на оставка во 2013 година, за да дојде овој кој што денес го погребуваат. Да, јас милував да го нарекувам Хорхе. Тоа е неговото лично име. По наше Ѓорги. Не би сакал многу да зборувам на оваа тема, ова само како занимливост го кажувам. Тоа се поставува горливото прашање кој ќе биде следниот. Да, инсайдерите знаат, се разбира. Ке видиме. Благодарам, Луиза. Како прво да споменам нешто што треба да го сватат сериозно мнозина и адвентисти, кои што погрешно го толкува Откровението 17 глава на овој или на оној начин, па мнозина од нив тврдеа дека покојниот сега папа ќе бил последниот папа. Значи, тие теории паѓаат во вода. Тоа не е ништо ново. Ако се сеќавате лажните српски пророци, да не ги споменувам по име, од пред 20 на години, тврдеа дека Јован Павле II, значи тој што умре пред 20 години, ќе бил последниот папа. Односно, тврдеа дека Јован Павле II ќе воскреснел како осмиот од оние 7 во 17 глава. Сега, можно е некои се уште тоа да го веруваат, дека следниот папа ќе биде воскреснатиот Јован Павле II. Воскреснат под наводници, значи во смисол на некоја лажна сатанска измама, некоја холограмска представа или било што друго. Со современа технологија се е можно. Впрочем, уште во понеделникот гледав едно руско видео кое што тврдеше дека човекот што е
цела оваа седмица изложен во ковчегот, во Ватикан, се разликува за некои 30 до 35 килограми по телото од оној човек што во неделата на балконот на Свети Петар ја одржал последната, како што велат, великденска миса. И тезата на тие руси беше, тезата на тоа видео беше дека папата наводно од поодамна е умрен, дека оној со кого се сретнал подпредседателот Ванс претходно минатата седмица и кој што говореше од балконот за Великден е или негов двојник, најверојатно, или нешто друго, може и робот да биде, не знам. Не знам дали е тоа точно, не е тоа интересното, но може би навистина починал папата баш за Великден, може би така сакале ѓаволите да остават некој впечаток. Битното е што сега, не знам, ја порано никогаш не сум го слушнал, но од понеделникот наваму фрчи цел интернет со едно така наречено пророштво на некој си ирски светец од средниот век, пророштвото на Свети Малахија, ирски, како што го викаат, според кое, наводно, овој бил последниот папа, 112-ти поред броено од тогаш, и сега, наводно, сега ќе предстојат 2 години. Сега не знам дали без папа, тука нешто не е многу јасно, а оние што тврдат дека ќе има папа, сега, дека тој папа ќе се вика Петре Роман, Петре Римјанинот. Дали знаете дека ниту еден папа во историјата, освен првиот, како што го нарекува, не го носел името Петар. Веројатно од голема чест, голема почит кон првиот, ниту еден нареден папа не го носел името Петар. Имало многу Павли, имало многу Јовановци, папи, дори Јован 23, мислам, беше последниот. Никој не го носел името Петар. И сега според пророштвото, последниот повторно ќе биде Петар. И не само тоа. Некои варијанти на ова пророштво, бидејќи постојат разни варијанти, тврдат дека овој Петар, последниот, ќе владел само 2 години, многу кратко, и според Малахија, средновековниот пророк, ќе видиме дали точен или лажен пророк, 27 година ќе биде суд. Значи, повторно 27-та година за крајот на светот. Ја не го верувам тоа, се разбира. Дали може да биде тоа? Се разбира дека може. Може и 26-та година да биде. Може и оваа година да биде. Ние не кажувам кога ќе биде. Но, дали, што постигнуваат сите овие гласини? Што постигнуваат? Ѓаволите имаат своја цел, што сакаат да постигнат. Одвлекување на внимание. Но Господ секојаш ги користи и нивните камења. Живееме во апокалиптична епоха.
каде што не се знае сега, не се знае не само што е машко, што е женско. Сега не се знае дали некој човек што го гледаш е навистина човек или е робот, или е холограм, или е дух. Може да бидеме сигурни? Се сеќавам, еден тврдеше на времето, пред 5 години, или пред 4 години, дека самиот Бил Гейтс, кога се појавува во јавноста, дека тој не е тој, наводно Бил Гейтс е убиен 2012 година во Индија, така пишува во една американска една книга со статистички податоци во Америка, мислам дека е Yellow Pages се викаше, не е битно. Наводно таму испоумреа 12.000 деца од некои вакцини, па се дигнаа таму родители, цел народ се дигна и наводно ги обесил и Бил Гейтс и неговата сопруга, ги линчувал. А дека овој, што сега се појавува во јавноста, е некој робот. Може да бидеме сигурни во вакви работи? Не. Може да бидеме сигурни во спротивното? Не. Можеме да бидеме сигурни во вакви или онакви пророштва? Не. Во што може да бидеме сигурни? Само во Божието Слово. И сега повторно, овој пат, за разлика од пред 20 години, овој пат не прогнозирам јас, кој ќе биде следниот папа. Но и не ми е тоа толку битно. Само реков еднаш, кога беше, дали во средата, Зоран, со тебе, реков дека многу е можно да биде црнец. Бидејќи кога Обама беше избран како прв црнец претседател на Соединетите Американски држави, тогаш мнозина спомнуваа една стара изјава на Фидел Кастро, дека тој сакаше да каже, како што велиме ние, на кукаво лето или кога врбата ќе роди грозие, меѓутоа тоа го изрази на соследниве зборови, таа мисла. Кога во Америка претседател ќе биде црнец, кажал, и кога римски папа ќе биде црнец. Епо сега ќе видиме дали врбата ќе роди грозие наредниве денови, според таа поговорка или не. Јас еднаш имав проповед минатата деценија, која што ја насловив кога врбата родила грозие. На тоа се однесуваше на библиските чуда, што Господ тогаш ги правеше, конкретно и чудото кога самиот цар Саул бил обседнат од Светиот Дух и од гневен, изфрустриран, љубоморен и зол прогонител на Давида, се претворил не само во кротко јагне, туку дури со пророчки дар се претворил во пророк Божи, кој што пророкувал, а Елена Вајд додава дека меѓу другите работи што ги пророкувал за Месија, пророкувал за Христовите дела и живот на земјата после 1000 години. И тогаш во Израел, кога год ке се тврдело нешто што не е веројатно за прифаќање, значи нешто во стилот кога врбата ќе роди грозие, израелците таа поговорка, знаете како ја изразувале? Ја изразувале во прашална форма
И кога ќе се кажало нешто така што не е за верување, тие велеле зарем и Саул помеѓу пророците, зарем и Саул станал пророк. Тоа бил нивниот начин да се каже кога врбата ќе роди грози. И затоа ја насловив таа тема тогаш, кога врбата навистина родила грозие, бидејќи Господ го направил навистина тоа чудо. А од каде знаеме? Затоа што така стои запишано во Божјата реч.